Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Карантинското лудило продолжува, така продолжуваат и нашите нови видеа и нашите нови збеснувања. И затоа решив денес после подолго време да решавам квизови, затоа што тоа секогаш би било забавно. Се си најдов тука едни многу забавни наочарчиња. Гледај колку се јаки, човече, нема диоптер, а многу се јаки, многу се јаки. Го знаете типот на видеата каде што решавам квизови, јас си отварам одредени квизови и ги решавам и заедно учествуваме во нив и секогаш ни е забавно, така да без одговлекување одиме на видеото. Првиот квиз што го имаме тука вика дали твоите карантински навики се исти со како и останатите. Дали облекуваш панталони секој ден? Дефинитивно не. Најчесто сум во пижами. Види повеќето облекуваат, каде одите бре луѓе, што ќе ви за панталони по дома седиш во пижами. At all, дали сум ставил да кога сум бил принуден да искочам, кога пример ме тераа за градска за џабе да одидам до таму за да ми го откажат испитот, но да, облеков. Ете 92% облекле. Дали сум облекол фармерки, па да кога излегов тогаш, 40% да. Дали се тушираш секој ден? Да, брат. Само 39% се тушираат секој ден. Дали воопшто? Да, брат. 2% воопшто не се измањале. 5359 луѓе. Па, феноменално. Ке си смрткаме, наши сме си одлично. Дали have you shaved, face, legs, whatever? Да, лицето. Yes. Дали стануваш аларм секој ден? Да. Ако ме оставиш да спијам, ќе спијам до кој знае колку, али сакам да си станам рано и да си бидам продуктивен, иако сме у карантин. Јас сакам така да си размислам што ќе се снимам, да се сработам тоа што си имам за работење, така да. Yes. Секој ден со аларм. Леле, повеќето не местат аларми, што е убаво, наспите си се ако можете, али јас сакам да си станам порано. Дали јадеш оброци или само си грицкаш по нешто? Оброци, со тоа што многу ретко вечерам и обично имам само доручек и ручек, а вечера многу ретко имам. Дали си пробал некое ново хоби? Ако се рачуна, не се рачуна. Мислев за готвење, ова што си глупирам со палачинки или нешто, али тоа не е ново, така да ќе речеме не. И 70% викаат не, добро. Дали си имал виртуелен хенгаут со friends и family? Да, секој ден морам виртуелно да се дружиме, и зашто иначе како? Дали си отишол надвор? Да. Ете 90% отишле кога се мора. Али гледате да избегнувате и да не одите ако не морате. Дали си јадел некоја чудна чудна комбинација на храна? Како мал тоа ми беше секој дневни да јадам нешто чудно, али сега претпоставам дека не. Дали мејкап си ставил? Не, брат. Требаше третова да го стиснам, затоа што секогаш не носам, никогаш не носам мејкап, али добро. Дали вежбам? Safe moment? Па да. И тогаш ичи сега ич. Што не е убаво, вежбајте ако можете. Have you started working out more than you did before? No. Дали имаш забрано кој ден е? Дефинитивно имам забрано, ја не знам денес кој ден е. Толку? Добро. Го поминавме овој брз карантински квиз, сега одиме на нешто потешко. Сега тука шојав поентата со квизов. Сега јас ова ќе отскокнам, пример со Office и со Park and Recreation, дека го немам гледано, али пример ќе имаме дадено две серии. Имаш вкупно 20 ликови на сликата, 19 се од една серија и само еден се разликува што е од друга серија и треба да го најдеме кој е тој еден што не припаѓа таму. Така што еве ќе одам јас на некој што го имам гледано некоја серија. Пример еве Divergent и The Hunger Games. Ги имам гледано и Divergent и Hunger Games, ама колку тоа беше одамна и сега појма немам. Овие доле се Hunger Games вајда. Барем делот ни препознаме, его председателот. Нема шанса. Ја повеќето ги препознам дека со Hunger Games, али кој Divergent? Да идам рандом со оваа. Некако, ама не е да. Оваа не помнам дали беше у Hunger Games. Со ваквата коса. Не знам, стварно, ајде кидеме со оваа што ја мислам доле. Утнав, кој е точниот одговор? Оваа. Lord of the Rings со Хари Потер. Леле, само еден од Lord of the Rings, сите други се Хари Потер. Хари Потер ги гледав во јануари, мислам дека веќе ви зборев во некој видео. Али кој не е од Хари Потерова? Све е Хари Потер доле. Сите се од Хари Потер. Хари Потер. Овој четвртиот. Се двоумам меѓу овие двајца. Кој да биде? Ај, овој ќе стиснеме. Колку сум добар бре, леле. Ова е American Dad со Family Guy, немам гледано Friends, леле, ако ќе му тепа така ви кажам дека Friends немам гледано, тоест имам, ако неколку епизоди кога идеше на времето на А1, али од тоаш немам гледано ни една епизода, така да јајкс, ништо не памтам. Ништо, веќе ќе идеме на друг квиз, овој доста му беше. Толку се потрудивме. А сега ова е најтешкиот квиз направен од 11 годишно дете, ние да го погодиме. Вика, кој од овие не е зеленчук? Имаме морков, имаме зелен граф,
Имаме екоплент емоджи. И имаме шо бе, биц, ротквица, рукола, нешто такво. Сите се вакво. Дали екоплентот не е? Ајки идеме со. Да. Модриот патлиџан е овошка, за што имало мали семки што се јарат внатре. Затоа било овошка. Добро. Колку е стар најстариот човек кој е жив во моментот? Предпоставам дека би бил над 120, а? Еве да идам со 123, а? Или 132 да не валја 123. Колку е? 117. Па добро, кога ќе видиш не е толку далеко. Која година Карс искочи? Ми делува дамна, така да би ја елиминирал 2008 и 2009, али кој ќе помислиш 2008 беше пред 12 години, што и тоа е од дамна. Ајки идеме со 2007, некако таму најмногу ми тера. Кој е 2006? Сакав 2006 да стиснам, а викам ајде да не претерам. Чио е finger licking good на KFC, тоа го знаеме сите. Од каде потекнува лебот? Кој го измислил лебот? Египет, Франција, Шпанија, Јапонија. Јапонија не ми се верува дека нешто измислиле. Франција, они се со лебот цело време мафтацо тоа лебовите од кај нив да не, или од Египет. Од Шпанија не ми иде дека од Јапонија. Франција или Египет, ајде идеме со Франција, дека они мафтацо леб. Египет. Ама гледате колку сум само близко меѓу тие две. Колку е стар Мики Маус? Човече, многу. Волт Дизни од кога постои, идеме со 89, 97 или 94. Сега се двома меѓу 97 и 94, кино 97 и ки сме на 94. Опа, бе! Name the song with these lyrics. Не знам никако се чита тоа. И поима немам од кај. Don't stop. Да не биде од Queen. Ајде идеме со. Сега ќе му тепат ако не ја знам песнава. Don't stop me now. Ајде да слушнеме да видам дали ја знам. Just give me a call. Ја знам! How many Back to the Future movies are there? Поима немам. Back to the Future не сум гледал никада, али веќе идеме со 3. Сум погодил 5 од 8. Добар сум. Одиме со следниот квиз што вика ќе погодиме колку години имаш според твоите планови за утре. Моите планови за утре се лежи, спи и седи на телефон. Кое време станувам? Обично околу 9 сабајле. Што ќе јадеш сабајле? Добро, сигурно нема кафето да го јадам, брат. Најчесто си јадам, пример, јајца си правам. Што правам после брекфест? Седам на компјутер. Има ли таква опција дека седам на компјутер, еве најблиску дека е Netflix кидам. Еве да речеме дека јадам ништо наведено, али ја кидам со пицата. Што друга правам? Ништо. На компјутер седам и мислам видеа, правам. Најчесто на компјутер седам денове. Што ќе јадам е шпагети ќе јадам тука. Што правам после динер? Па може да си легнеме да си пуштиме некоја сериичка. Кое време идам да спијам? After midnight. 13 години имам. Па, фала. Додади уште скоро 10 и тука сме негде. Баш го поводи, бра. Следниот квиз вика, што филм треба да гледаш вечер, базиран на твојот карактер. Ајде да видиме дали го имаме гледано. Кај би сакал да живееш? Може да ги имам сите 4 пера се бирам, али мислам дека стално време на живење би ми било апартман, а би сакал да имам и све друго, и викендица, и кабина, и куќа негде и све, али апартман би било најчесто. Омилен жанр на филмови. Хорор дефинитивно не ми е, комедија исто така не ми е, ако сакам да гледам комедија, али не ми е нешто видел, па не ми е ни баш драма, бре, зашо нема нешто трилер тука? Ајде ќе идам со комедија, овие 4 која се виша понеделник. Уште да ги знаев по името, па ќе ви кажам како ги сакав јајцата. Еве ќе идеме со Sunny Side Up. Кој е твојот стил? E-girl, grunge, vintage, што се зборови со e-girl и со grunge? Да идам со врско, мада више него не користам врско. Не знам, ќе стиснам ова, ме мрзи да размислам. Одбери твојата. Знаете што? Вајде е ова. Пред некој време гледав некој интервју кај Елен, со едното вие Кардашијанс и сега зашто ја толку се будам, зашто поема немам дека постојат различни Кардашијанс толку многу. Сега имаш и Кендал, имаш и Кортни, како да се читава. И вајда беше неа што ја слушам. Не знам дали беше неа, сега ќе проверам, ќе ви кажам. Сега гледам како изгледа неета. Ќе идам, тоаш не знам со кој ќе идам со Ким Кардашијан. Вајда за Кендал сум мислел, значи дека ми било паметно интервју. Ево, ми вика дека треба гледам вечер The Gift, али The Gift ми е гледан. Ако не сте го гледали вие, гледате го, стварно добро филмче. Али ме погоди вакви трилери, обожавам да гледам. Идеме со последниот квиз, што вика до сега би требало да знаеш да ги именуваш сите 7 џуџиња на Снежана. И мене ме е страв дали знам, и се надам дека со англискиве термини ќе се снајдам, али треба да допрам на док. Кој е сега док? Како се викаше на македонски док. Дали може вака да идам попадна елиминација за тие што ги знам. Кој е Снизи? Кој кива тука? Глеј, ако ова е Спанко, вајде Снизи овоја, Грампи. Кој е Грампи? Кој е намрштен тука? Па никој не е намрштен на моментов. Кој би бил Грампи? Овој. Хепи. Хепи овој вајде.
Леле култно. Слипи. Слипи овој. Добро, не го погодивме. Bashful. Доупи. Доупи е глупчо. Добро. Bashful. Шо е bashful? Ајде идеме со овој тука. Шо значи bashful, човече? Срамежлив ко... Оу, грампи. Кој е... Абе... Овој е грампи тука. Да. Снизи овој шо кива. Тоа е. Док. Па кој остана да е док? Овој? Ми вика 6 од 7, ај. Добро, повеќето ги знам, али мислам дека ако ми беа дадени на македонски, може ќе ги погодев. Добро, како и да е. Тука негде ќе завршам ова видео. Се надам дека и ова решавање квизови беше интересно. Доколку сакате уште ставете ми лайк на ова видео, не заборавајте да се субскрајбите на мојот канал и како и секогаш ние се гледаме во следното видео за многу скоро.